За жал, во текот на вчерашниот ден бевме сведоци на уште едно агресивно, би рекол дрско и недолично однесување на пратеници на Социјалдемократскиот сојуз кон жена пратеник, председателката на Комисијата за образование на Собранието на Република Македонија, господјата Олга Најденовска. Само присебноста и одмереноста на господја Најденовска придонесе дрското и грубо однесување на пратеници на Социјалдемократскиот сојуз да не прерасне повторно во физички напад. Исто онака како што Социјалдемократскиот сојуз повеќе пати направи во ова собрание. Целта е да не се донесе законот за основање на нов државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев, но и да се предизвика нова политичка криза во Собранието на Република Македонија. СДСМ сака да го повтори сценариото за предизвикување на нови инциденти и нови кризи во ова собрание. Немаат аргументи, немаат програма, немаат идеи, но затоа навредуваат, затоа се закануваат, затоа поднесуваат илјадници, извинете, но би рекол глупави амандмани. Сакаат да креираат криза во собранието, за да ја продолжат кризата која ја креираа надвор од собранието. СДСМ знаат да работат само кога создаваат проблеми, деструкција и кризи. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз е против основање на нов државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир, кој треба да го носи името на Дамјан Груев. Во текот на вчерашниот ден, преку закани, напади, навреди, 16-часовни процедурални дискусии, но и поднесени насилени, безсуштински и контрадикторни над 980 амандмани, сакаат да го блокират носењето на овој закон. СДСМ немаат своји идеи и проекти, но затоа ги кочат добрите идеи на мнозинството. Пратениците на СДСМ се водат со премисата колку полошо за државата, толку подобро за Социјалдемократскиот сојуз. Никогаш не дале поддршка за ниту една добра идеја. Да подсетам дека Социјалдемократскиот сојуз беше против формирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој денес е еден од подобрите универзитети во Република Македонија. СДСМ беше против изградбата на нови згради за факултетите и беше против проектите за подобрување на студентскиот стандард кој што ова собрание ги гласаше. Пратениците на СДСМ нескриено кажуваат дека нивната цел не е да се подобри законот, ниту да се дебатира со аргументи, туку јасно и гласно на Комисија за образование говорат дека по секоја цена сакаат да го блокираат носењето на законот за основање на Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев. Со тоа покажуваат дека не го гледаат собранието како место за аргументирана дебата и диалог, туку како инструмент за агресивно и деструктивно спроведување на сценариото за континуирана криза во Република Македонија. Скоро сите 980 амандмани поднесени од Социјалдемократскиот сојуз немаат никакво суштинско значење. Контрадикторни се и имаат за цел да се влече до недоглед процедурата за носење на овој закон, но и се доказ за непознавање на правото, деловникот и проблематиката од страна на пратеничката група на СДСМ. Дозволете ми да ви набројам неколку примери какви се амандмани има поднесено СДСМ на овој закон за основање на нов државен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир Дамјан Груев. Прво, имаат десетина различни амандмани, би рекол и стотина, со кои предлагаат промена на името на универзитетот и на различни факултети во универзитетот. СДСМ предлагаат да го избришат името Дамјан Груев, а на негово место предлагаат имиња како Страхил Гигов, Вера Ацева, Крсте Црвенковски, Видео Смилевски Бато, за кој нивниот Киро Глигоров имаше најнегативни искази,
И така натака. Долг список на лица за кои знаат дека имаат огромни гревови спрема македонскиот народ и неговата национална борба, со цел да предизвикаат тензии и безполезни долги историски дебати во собранието и конфликти помеѓу пратениците со различни идеолошки убедувања. Даме Груев е несомнен лик и авторитет, еден од најголемите лидери на македонската борба и македонското револуционерно движење. Неговото име и дело не може да биде заменето ниту со Вера Ацева, ниту со Крсте Црвенковски, ниту со Видео Смилевски Бато, а најмалку со Страхил Гигов. Дозволете ми да ви покажам дека само на оваа проблематика СДСМ има поднесено близу 100 амандмани. Второ, преку поднесените амандмани за определување на бројот на запишани питомци на Воената академија, за копнена војска и воздухопловната академија годишно, СДСМ има поднесено огромен број на контрадикторни амандмани, каде што во еден амандман бараат бројот на запишани питомци да не биде поголем од 136 на годишно ниво, во друг да не биде поголем од 73, во трет да не биде поголем од 91, во четврт да не биде поголем од 61, во пети да не биде поголем од 51, во шести да не биде поголем од 16 питомци, во седми да не биде поголем од 104 питомци и така натаму. Само за оваа бројка преку 100 амандмани. Но да биде иронијата поголема, на крај поднели и амандман да се брише комплетно членот 10 од законот каде што е ова прашање регулирано. Немаме суштинска дебата, немаме диалог, нема аргументација дали на Македонија годишно и требаат 15, 50 или 100 питомци за копнена војска. Туку имаме класична злоупотреба на собранието со преку 100 безсуштински, извинете, глупави амандмани. Трето, преку поднесените амандмани за стапување во сила на овој закон, СДСМ повторно има поднесен огромен број на контрадикторни амандмани, каде што во еден амандман бара законот да стапи во сила на 11-тиот ден од денот на објавување во службен вестник, во друг да стапи на сила на 25-тиот ден, во трет да стапи на сила во 49-тиот ден, во четврт амандман да стапи на сила во 17-тиот ден, во пети да стапи на сила во 56-тиот ден. И ги наредиле сите бројки што им текнале на памет. И тоа се 100 амандмани. Но повторно иронијата да биде голема, на крај напишале еден амандман со кој што предлагаат да се брише овој член од законот. Значи, ќе дискутираме за 100 амандмани, за секој амандман ќе држиме по еден ден дискусија, на крај треба да усвоиме амандман со кој што ќе го бришеме овој член за кој што сме изгубиле 10 дена во собранието, сме потрошиле пари, сме направиле тензија, сме предизвикале конфликт во општеството. Четврто, преку поднесените амандмани за користење на униформи на студентите со пропишани ознаки, СДСМ поднесува десетици амандмани во кои што суштината на сите е иста, но со менување на местата на зборовите или додавање на сврзници, прилози и така натаму, создаваат што поголем број на безсмислени амандмани за истата работа. Дозволете ми пример да ви кажам, да не покажувам понатаму купови со амандмани. Вели, ја користат следната терминологија. Во еден амандман велат користат униформи, во следниот амандман предлагаат да биде носат униформи. Во еден амандман предлагаат студентите кои што се школуваат, во втор амандман предлагаат питомците кои што се школуваат, во трет амандман предлагаат студентите и питомците кои што се школуваат. Значи си синоними, си учеле граматика пратениците на СДСМ и си барале речник на синоними на македонскиот јазик. И си поднесувале амандмани.
собранието, службите, трошокот тука е од мајка им, од татко им, од баба им, од дедо им, па може да се злоупотребува собранието до besкрај. Пето, преку поднесените амандмани за вршење на високообразовна дејност на универзитетот, СДСМ поднесува десетици амандмани во кои што суштината на сите е иста. Но со менување на местата на зборовите или со додавање на сврзници, прилози и слично, напишале нови десетици амандмани. Например, во еден велат за потребите на Министерството за одбрана, во втор велат како за потребите на Министерството за одбрана, во трет амандман велат исклучиво за потребите на Министерството за одбрана, во четврт збор, во пети збор и така натаму. Пак безсмисленост, пак контрадикторност, но целта е кочење на собранието и предизвикување на нова криза. Извинете, заборавив и за претходниот пакет и за овој пакет на амандмани да кажам дека на крај и за едните и за другите предлагаат бришење на тој член, за кој што претходно поднеле десетици и десетици амандмани. Пакет број 6. Преку поднесените амандмани за изгледот и материјалот на униформите на оваа воена академија, СДСМ поднесува десетици амандмани во кои што суштината на сите повторно е иста, но повторно со менување на зборови, додавање на прилози, сврзници и така натаму, креираат нови десетици и десетици амандмани. За да ви биде поинтересно, дозволете ми да ви ги дадам примерите. Вика, во еден амандман велат питомците што студираат. Во друг амандман велат питомците што се школуваат. Во еден амандман велат ги пропишува министерот за одбрана. Во друг амандман велат ги пропишува Министерството за одбрана. Во трет амандман велат за потребите на Министерството за одбрана. Во след амандман го бришат зборот за, внесуваат поради потребите на Министерството за одбрана. И така натаму до besкрај. Учеле граматика, пишувале амандмани, ќе држат говори со денови, без смисла и без никаква корист, а на сметка на граѓаните. Пакет број 7. Преку поднесените амандмани за дејноста на универзитетот во своите единици, СДСМ поднесува десетици амандмани во кои суштината на сите е иста. Но повторно со менување на зборови, сврзници, прилози, креираат нов пакет на десетици и десетици амандмани. Велат вака, високообразовна и сега, пазете, научна, истражувачка и применувачка дејност. Прв амандман. Втор амандман. Високообразовна, истражувачка, научна и применувачка дејност. Го менуваат редот на зборовите без никаква суштина и без никаква смисла. Во трет амандман. Високообразовна и научно-истражувачка дејност. Во четврт амандман. Високообразовна, научна и истражувачка дејност. Во пети амандман високообразовна применувачка дејност. Значи си нашле три зборчиња и како деца на мало се заиграле и сите инверзии што можеле да ги направат, ги направиле. И тоа е сериозна политика, сериозен диалог, сериозна дебата, аргументирана дебата. Суштината е јасна. Да се одолговлекува, да не се формира нов државен универзитет за национална безбедност, одбрана и мир, Дамјан Груев, и да се креира нова политичка криза во собранието. Почитувани, очигледно е дека Социјалдемократскиот сојуз не се менува. СДСМ е истата со години. СДСМ креира кризи и надвор од собранието и внатре во собранието. Ова не им е прв пат. Повеќето од вас го следат собранието со години и ова им е дежаву, веќе видено. Не се нити креативни, нити инвентивни, бар да смислат нов начин на блокади на собранието. Не се креативни нити да смислат логични и аргументирани амандмани. Ова е класична узурпација на собранието на Република Македонија и негова злоупотреба за тесно партиски цели. Жално е тоа што сето ова се случува на сметка на граѓаните на Република Македонија.